Денеска во собранието имаме извештај за работата на АВМУ, на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Во суштина, зошто јас се јавив за овој збор е затоа што овој извештај денеска нема да биде изолиран извештај. Проблематиката која ќе адресираме се појавува и во други извештаи, например во извештајот за антидискриминаторска комисија, каде што се вели дека антидискриминаторска комисија има забелешки по основа на изборниот законник. После изборите локалните во 2025 година имаше и забелешки од ОПСЕ во финалниот извештај за изборниот процес, кои не беа позитивни, кои не беа одлика за држава каква Македонија е или каква Македонија треба да биде. И крајно следната година најверојатно ќе добиеме иста оценка за истите работи во извештајот на Европската комисија за Република Македонија или за низиниот прогрес во Европската унија. Сега, каква е оваа ситуација? Аз мислам дека директорот на агенцијата веќе знае дека јас бев кандидат за овие избори во 2025 година. Изборите ги започнавме како партија која не беше во позиција да влезе во втор круг. Напротив, воопшто не се претпоставуваше такво нешто. И во главниот град, во земја која оди кон Европската унија, во земја претендент за влез во Европската унија, чии заштитник се агенциите како вашата, заштитник на низиниот интегритет и на низиниот пат кон Европската унија, не дај Боже во спрега со политичко-мафијашки влијанија. Не, тоа не го велиме, напротив, заштитник, апсолутно. Но во главниот град на една таква држава, која ви има вас како агенција, се деси да имаме во првиот круг 14 кандидати, од кои само еден кандидат немаше право на политичко платено рекламирање. И денеска директор е тој кандидат сум јас. Јас немам радикални ставови. Јас сум представен преку првично 11.000 речиси гласови во втората изборна единица, избран на легитимни избори. И во овој случај, на последните локални избори, кандидат кој влезе во вториот круг. И сега јас, без антидржавна платформа, во платформа која ја препознаа 30.000 ваши сограѓани во првиот круг и 61.000 сограѓани ваши во вториот круг, јас бев дискриминиран и немав платено политичко рекламирање. Јас пред се сакам да ја прашам оваа агенција. Дали смета дека е нормално во главен град во европска земја, нели затоа што сите ги носиме ловориките на европската перспектива за Македонија, дали е нормално кандидат во втор круг во демократска земја да биде диспропорционално представен преку платеното политичко рекламирање во однос на, пратете во овој случај, владин кандидат. Вака изолирано, ако го видиме, може би вие го знаете контекстот, ама јас не го гледам, ако го видиме изолирано и ако видиме дека два кандидати од кои еден владин има политичко рекламирање и друг кој нема, тоа отвара прашања на хибриден режим, отвара прашања на независноста на вашето работење, отвара многу прашања кои не се само мои индивидуални прашања. Тоа се прашања кои ги адресира ОПСЕ. Тоа се прашања кои ќе ги адресира Европската комисија. И едно микро прашање во сето ова е зошто вие испаднавте попаметни од ОПСЕ, зошто вие испаднавте попаметни од Европската комисија, зошто сте вие попаметни од 61.000 скопјани. Најпросто, без корозивна желба да се деси деградација на овој дискурс, напротив, баш да се оплемени овој дискурс, јас навистина ве прашувам дали вие понатаму мислите дека сте донеле правилна одлука и дека сте попаметни од 61.000 скопјани кои својот кандидат нема можност да го видат
во еднаков политички ринг со владиниот кандидат. И најстрашното денеска е што јас вам ви се обраќам за многу нормална работа. Што е тоа лошо да се запрашаме како тоа само владиниот кандидат остана на крај со рекламирање во главниот град? Бидејќи ова не се работи без последици. Знаете, овој владин кандидат сега треба да го донесе ГУП-от за Скопје. Овој владин кандидат ќе добие инекција од стотици милиони евра од владата. Знаете, последиците се животот на граѓаните, последиците се 4 години живот во Скопје. Јас мислам дека и вие и ние, јас се согласуваме дека не е баш брилијантна состојбата во Скопје. И владиниот кандидат кој на сите портали ни го кажа тоа, дека и он се согласува дека не е сјајна ситуацијата, па може би затоа сте го испратиле, но верувајте, и моето мислење било тоа. Може би не сте успеале да го видите никаде. И моето мислење беше дека е ужасна состојбата. И затоа требаше да се размисли дали треба да имаме недемократски избори или треба да имаме демократски избори. Бидејќи последиците од ова, освен тоа што ги имаме оние најстрашните, тоа е животот на скопјани, кои понатаму ќе дишат. Јас морам ова да ви кажам, ова е политичкиот контекст, не сакам да ве вмешам во политичка игра, таман работа, вас како независна институција, само сакам да ви кажам дека, знаете, скопјани дишат токсичен воздух, знаете, ѓубрето во Скопје произведува стаорци во Скопје, тоа е доста гадно, нели, би се согласили, тие се последиците од вашите избори како агенција. Изгледа навидум наивни. И не само тие непосредните последици кои ќе ги имаат Скопјани, ќе има последици и Република Македонија. Вие знаете дека ќе изгуби Република Македонија на Страсбург заради ова. Поеклатантна политичка дискриминација не може да има. И затоа јас ви се обраќам денеска како еден понизен пратеник вам, затоа што ако собранието ја направи законската материја која вие интерпретиравте така, тогаш вие навистина имате повеќе политички агенц во оваа држава. Политички агенц кој можеби не ни треба да го има агенција како вашата, но ако ги споиме тие две работи, политички агент со тоа како вие постапувате, како да ги има тие политичко-мафијашки врски за кои не дај Боже треба да ги има држава како Македонија која напредува кон Европската унија. Па не дај Боже да дознае младата генерација во Република Македонија која гласа за нас масовно, дека постои еден Зоран Трајчевски кој беше порелевантен од нивниот кандидат цели избори. Тој кандидат што надеж имаше во таа платформа, бидејќи ова за луѓето кои гласаат, ова значи нешто. Јас знам вам дека не ви значи ништо. Но не можеме да бидеме оперирани, не можеме социопатски дискурс во Македонија да имаме бесконечно. Мораме некаде да ја поставиме моралната граница. Ние играме тенис без мрежа. Мрежата каде ќе ја поставиме? Ќе има ли некој морален локус околу кој можеме да се обединиме? Може ли да се обединиме околу тоа да има демократска атмосфера? Јас на крај ќе ви кажам, јас искрено вас сум ме видел еднаш во собрание, кога имавте пратеничко прашање од Димитар Апасиев, вие имавте таков напад по левица, ама не е тоа поентата на вашата агенција. Вашата агенција е тука да направи тоа што е најбитното за јавниот интерес. Во овој случај, независно од вашето мислење за левица, 61.000 скопјани, или 61.000 скопјани за вас се корозивни скопјани, тоа ли е 61.000 ненормални скопјани, неартикулирани скопјани, скопјани кои не смеат да добијат политичка репрезентација? Тоа задира во демократската атмосфера во Македонија. Затоа јас ќе го завршам ова на добра нота. Овие работи постојат, не можеме да ги негираме. Во извештајот на ОПСЕ веќе е забележано ова. Во Европската комисија ќе биде забележано повторно. Ако не се донесе новиот изборен закон, јас како граѓани на Република Македонија ве замолувам да не се доведете повторно во ситуација недемократски да го интерпретирате изборниот закон. Ви благодарам многу.